Велковски да поставиме исто прашање на друг начин. Господине заменик министер, планирате ли сите амандмани поднесени од опозицијата да ги одбиете? Значи, многу легитимно прашање, затоа што овие амандмани се барање од граѓаните. Ние сме свесни дека сите нема да ги прифатите. Меѓутоа, има издржани амандмани, ветувани од ваша страна. Поднесувани уште минатата година. Еве, ја имам последен амандман, 4 години поред го поднесу. И ме убедувате, оваа агенција е одговорна, касно е за ребалансот, ќе оставиме у буџетот. Четврти пат го имам ова сега. Затоа би замолил да добиеме одговор дали планираат сите амандмани да ги одбијат, па да знаеме дали ние ќе ги повлекуваме амандманите или не. Инаку, чисто за јавноста, затоа што успеавте вака да изманипулирате со зборови, пратеникот го поднесува амандманот. Министерството го одбива. Која е причината да дебатираме за нешто, да ве слушаме, да кажувате ние ова ќе го направиме, Ако сте сакале да го направите, нема да има амандман, не знам, за мост во Башино село или некој друг амандман. Така да, легитимно е правото. Поднесува амандман, барање од граѓаните, го објаснува тука пред Министерството и пред пратениците. Министерството не сака да го прифати, објаснува зошто не сака и се повлекува. Не гледам тука каде е нелегитимноста и дека ние тука со граѓаните манипулираме. Да добиеме одговор колку амандмани планирате да ни одбиете од 177, а ја грубо ќе ви кажам, од 177, 172 ќе ни одбиете. Еве, ќе видиме на крајот на расправата. Така да ќе правиме муабет и последниот ден од расправата и ќе знаеме точно на што сме. А колку ќе се повлечат, зависи од пратениците. Бидејќи очекуваат да ги прифатите, ги разочарувате и тоа е тоа. Благодарам. Дима Велков.